се решиме, дојде момент да се решиме, браќа. Или ќе останеме во градот. И сега смртта ми изгледа многу побола од сето тоа. Јас не ти забранувам да умреш. Но за да ја продолжиш борбата, треба да останеш жив. Ако е можно. Ако не е можно. Можно е. Зашто целта што ни ја наложува општото дело е појака од нас. Ниједна цел не може да биде поголема од човекот. А тука се работи за десетилјади недолци граѓани. Што сега треба да ги напуштиме? Токму заради нив. Ако го напуштиме градот без отпор, ќе ги сочуваме силите. А турците можеби не ќе се однесуваат толку свирепо кон населението. Како да не знаеш што е аскер и баш и босук. Како можеш да ги оставиш луѓето како овце на волкот без одбрана? А тие толку веруваа во републиката. Тоа беше ризикот на нашето остание. Се кренавме и не успеавме. А ти? Мислиш ли дека ќе го спасиш народот со твојата жртва? Но барем ќе знае и народот и турците како се брани слободата и како се гине за неа. Тоа го знаеме сите. Најлесно е да се умре. Но ти сакаш со сила од себе да направиш херој. Каре, брате. Што ме така, јас повеќе ништо не знам. Мојот ум тука застанува. Застани на местото си и не се мотај, докато главата ти ја оселјава. А ти, жив човек си или мртов, ваша милост? Какво приказваш, бе? Жив си. А пак мртов. Ноќеска сонував еден таков војник, мртов. Лежи на студен камен со свеќа над глава. Не може ни да командува, ни да слуша. Но кри! Че куршума не ти мрда? Куршум за мене, куршум за тебе, ваша милост. Братска,